Почитувани, капиталните инвестиции во држава се најниски во изминативе 15 години, но затоа нема проблем да се фрлаат милиони евра пари од граѓаните во фирмите партиски донатори на СДСМ. Државава можеби се задолжува со по 300.000 евра на ден, но затоа пари за луксузирање на функционерите од власта не е проблем да се најдат и да се дадат. Економијата пропаѓа, ама затоа бизнисот на Делукс Ауто од Куманово се со набавки на коли за државните институции цвета секојдневно. Вчера беше објавено дека и Бирото за јавни набавки си купува лимузина токму од фирмата донатор на СДСМ. Колку навистина чини оваа лимузина, какви карактеристики има и кој е производителот не се знае. Не се објавува ниту дали имало и други понудувачи и дали е спуштена цената со евентуално јавно наддавање. Дали ова причината поради која што Бирото за јавни набавки месеци наназад молчи околу тендерите и договорите во 4 очи што ги добива кумановската фирма која што воедно и донатор на Социјалдемократскиот сојуз. Како е можно локален дистрибутер на возила кој не е генерален увозник да добива толку многу тендери? Дали некој им се јавува на останатите играчи на пазарот и му кажува за нивно добро да не конкурираат или пак да не доставуваат понуди кои ќе бидат, односно да доставуваат понуди кои ќе бидат полоши од понудите на донаторот на СДСМ? Ова се прашања кои заслужуваат не само одговор, туку и сериозна истрага доколку имаме јавно обвинителство кое што е ослободено од партиско-политичките притисоци од власта. Станува збор за пари на граѓаните, а не пари на Вице Заев или било кој член на картелот во власта. Јавноста се прашува дали остане институција под контрола на СДСМ која не набави возило од кумановската фирма Делукс Ауто, односно фирмата спонзор на СДСМ. Најнова скандалозна набавка на возило од оваа фирма е направена од страна на Бирото за јавни набавки. Бирото за јавни набавки од Делукс Ауто набавило возило во вредност од 1.695.000 денари без ДДВ, односно 2.100.000 денари со ДДВ, или околу 33.000 евра. Очигледно се работи за луксузно возило за кое што, внимавајте, јавноста се уште не знае дали имало воопшто втор или трет понудувач. Оваа фирма која што се јавува како спонзор на СДСМ за неполна година, власт на Заев има бизнис од над 1,5 милион евра, само преку набавки на луксузни возила од страна на државни институции, иако Делукс не е генерален увозник, туку само обичен дистрибутер. Фирмата спонзор на СДСМ ги доби речиси сите поголеми јавни набавки и тоа, да подсетиме, набавка во 4 очи на 45 возила во МВР со чешка донација од 1 милион евра. Набавка од централен регистар на 11 возила во вредност од 8,3 милиони денари, набавките на возила за Министерството за одбрана, Македонски енергетски ресурси, јавно предпријатие Студенчица Кичево, општина Куманово и Центар за јавно здравје Куманово. Од оваа фирма своевремено се набавувани и партиски возила за СДСМ, па од тука се постава прашањето дали за оваа набавка сега партијата се одолжува преку државните институции со народни пари. Дали нема други фирми, официјални увозници или дистрибутери во државата, штом оваа фирма ги добива најголемите јавни набавки? Како тоа оваа локална и релативно мала фирма во споредба со многу поголеми од неа дава секој пат најдобри, а понекогаш и единствени понуди за милионски бизниси? Дали граѓаните со буџетски пари покриваат богатење на криминален картел преку ваквите јавни набавки? Уште колку непродуктивни трошења ќе направи власта на Заев и на СДСМ за да се одолжи на фирмите кои ја спонзорираа СДСМ наназад годиниве? Почитувани, ова веќе не е само скандалозно и неморално, ова веќе има сериозни индиции за криминал и надлежните институции треба да го истражат. И ако се потврди, треба да реагираат за испумпувањето на народни пари во партиски приватни джебови. Секој ден јавноста е сведок на случаи како крвавиот тендер, скандалозните и криминални иновации, кои што преку нив се испумпуваат народни пари, а сега и сомнителни набавки на возила. Криминалниот картел зад превезот со референдум, промена на устав и промена на име врши безмилосно ограбување на државата и на сопствениот народ. Затоа ќе мора некој да сноси не само политичка, туку и кривична одговорност. Ви благодарам на вниманието за пресконференцијата. Само мала информација за сите оние што ги интересира утре. Партиски
делегации ќе присуствуваат на неколку локации каде што ќе положат свежо цвеќе и ќе присуствуваат на прославата на 2 август, па така би ги споменал Ташмаруништа, Струшко ќе присуствува председателот Христијан Мицковски со делегација, во Крушево ќе присуствува на Мечкин камен генералниот секретар Игор Јанушев со партиска делегација, во Пелинце, во Куманово ќе присуствува членот на извршен комитет Игор Божиновски со партиска делегација и тука во Скопје со партиска делегација ќе присуствува членот на извршен комитет Дејан Јовановски. Благодарам на вниманието.